Здраво на сите и добродојдовте во уште еден разговор на тема театарот во време на пандемија. Мојот денешен соговорник е Ѓорги Јолевски, актер во Македонскиот народен театар во Скопје. Добродојдовте, Ѓорги. Добре најдов. Благодарам многу што ја прифативте поканата да ги споделите своите доживувања, ставови и размислувања за театарот во време на пандемија. Се разбира и многу ми е драго што имам колешка која што е исклучително загрижена за тоа што се случува во театарот во Македонија, а и во светот. Би сакала да го започнам овој разговор со прашање кој што им го поставувам впрочем на сите мои соговорници. Што значи да се биде театарски уметник? Во вашиот случај што значи да се биде театарски актер во време на пандемија? Како го доживеавте прекинот на работа на театрите и како ви минаа првите полициски часови? Па некако како Homo sapiens во хибернација. Отприлика тоа е чувството. До март, да речеме од мојата 10-та година, настапувам во театар, на театарските сцени. И еве веќе 46 години не сум имал подолга пауза во која што не настапувам на сцена. Еве последниве 4 месеци тоа ми се случува благодарение на пандемијата. Едноставно театрите затворија, немаме можност да играме на сцена. Дојдовме дома, се обидуваме да ги следиме сите препораки кои што ги дава Светска здравствена организација, преку се разбира Министерството за здравство на Македонија. Се обидуваме да бидеме граѓани кои што ги почитуваат максимално сите стандарди кои се неопходни за зачувување на човековото здравје. Но од друга страна, еве на 4 месеци заробени, би рекол, или хибернирани во нашите домови и се обидуваме да се адаптираме на дадените околности. Енергијата која што секој актер ја поседува е импулсивна, е преполна со адреналин. Ние сме постојано во некакво движење, во постојана активност. Сега приморани да бидеме дома, да бидеме внимателни и да едноставно да чекаме да дојде време кога ќе ни се отвори сцената. Кога ќе се каже полициски час, во истиот миг имам доживување на голем стрес, бидејќи полицискиот час, самиот термин, максимално ме вознемирува. Тоа значи дека морам приморан да бидам заробен, затворен во одреден простор. Сега, бидејќи е полициски час, човек мора некако тоа време во тој затворен простор да го осмисли, да му стане колку што може подобро. Еве јас со мојата мисла и размисла се обидувам да го најдам моето смирение во секојдневните обврски, во максимална блискост со семејството, со моите хаски, со книгите, со некои нет активности. Така што морам да признам дека од друга страна пак има некако вид на смирение кое што ми дава доста позитивна енергија во целава ова калакурница од состојба. Така. Свесни сме дека кога започнаа првите полициски часови, на некој начин принудно сите професии се префрлија на интернет платформите. Забележавме дека и на некој начин и театарот се префрли на интернет. Дали тоа значеше отварање на архивите и прикажување на онлайн прикажување на веќе одиграни представи во живо, или пак подготовка на виртуелни, така наречени виртуелни представи или интернет перформанси, како што беше во продукција на Велишкиот театар Тој и таа или во режија на Нела Витошевиќ Илузии, проекти кои што се случуваа за време на пандемијата. Кое е вашето размислување како гледач, доколку погледнавте некој од овие представи, или кое е вашето доживување како актер? Колку сметате дека е возможно да се
преферли една театарска уметност, која што нели во суштината се базира на физички контакт, да се пренесе преку вакви медиуми? Колку е потребно тоа? Кои се вашите размислувања? Театарот е специфична уметност, каде што е потребен жив контакт помеѓу публиката и медиумот, актерот. Само тогаш се создава вистинската театарска уметност, само тогаш гледачот го има вистинското доживување на ментално, на духовно спојување, на контемплативна активност, на сензитивна активност, на интелектуална, значи само кога е во жив контакт или кога е во интеракција. Сето друго е варијација на тема, тогаш не се зборува за театарска уметност, тоа се зборува за друг вид на медиум. Големо поздравување и големи честитки до сите продукции и Велешкиот театар и Нела Витошевиќ и незината продукција и сите други иновативни и важни импулси кои што театарските работници ги имаат и да најдат поинаква форма на изразување. Значи не би го нарекал јас тоа театар, но би инсистирал, се разбира, бидејќи нетот ни е во овој миг единствената можност да имаме некако вид на себе изразување, да направиме или да пронајдеме, или да измислиме, или да влегуваме во некои нови сфери, во нови состојби и пронаоѓање на нови форми и начини и методологии, да можеме нашиот порив или нашата состојба или доколку имаме нешто да кажеме, тоа да го кажеме и да го пренесеме преку уметничка форма која што ќе биде за нас доволна, нашето уметничко кредо да го пласираме. Но театарот е нешто сосема друго. За театарот е потребна жива комуникација и тие представи кои што одеа на македонската телевизија или на сите македонски телевизии или на Нет, YouTube или било која друга платформа која што можеме да ја следиме, тоа се за мене информации. Не може да се доживее театарот преку нет. Имав можност да работам како уметнички директор на Охридско лето и во еден период гледав од 100, помеѓу 100, 150 до 300 представи во една година. Најголемиот дел, да не речам 99% од целата продукција што имам изгледано на TVT-ја или на некој од платформите за следење на театарски представи, може само да ја долови информацијата како, на кој начин и со кои средства е направена театарската представа, но никогаш не може да го долови вистинското чувство на доживување, кој што гледачот ја има потребата да ја доживее или да го доживее кога гледа вистинска театарска представа во живо. Така. Како сметате дека ќе се развива театарската уметност, доколку хипотетички си зададеме ситуација дека оваа состојба продолжи, дека овие мерки за заштита продолжат да се актуелни и во идниот период? Во која насока би се развивала театарската уметност и кои се вашите планови како театарски актер? Не знам. Искрено не знам. Многу е комплицирано да се предвидува нешто што не може да се знае како ќе се развива. Бидејќи ние живееме во еден систем на поврзани светови во кои што ние треба да го најдеме во овој момент нашето место. Значи, лекарите, Светската здравствена организација и сите научници кои што се обидуваат да го најдат лекот за COVID-19 не го нашле. Забележливо е според информациите што ги читаме на нет и преку медиуми дека тој мутира, дека се претвора од една форма во друга, дека се обидуваат да најдат разни начини за вакцина, за лек.
сето тоа го нема. Значи, живееме во едно време кога се уште не постои лекот за она што нам не спречува да си ја обавуваме нашата должност, задача или нашата определба нормално. Како ќе се случува, не знам, но сигурен сум дека ќе се пронајде форма во која што ние ќе мораме да излеземе и да го дадеме нашиот глас. Како што рековте, ова некои од уметниците веќе се обидуваат да најдат начин. Јас лично се надевам дека скоро ќе се отварат сцените и дека ќе можеме во рамките на принципите кои што институциите ќе ги донесат, нормално да можеме да действуваме, но доколку не, треба да се наоѓаат некои други солуции. Да речеме, играњето во надвор е солуција, играњето во различни сценографски, во различен сет, во различни сценографски контексти, исто така може да биде многу можно. Да речеме, пред оваа пандемија имам еден пријател, режисер, кој што направи представа по делото на Макдонах, Пилоумен, каде што актерите се во стаклено звоно со стакла, не ја гледаат публиката, а публиката може да ги следи актерите. Самата публика е редуцирана на мал број, каде што може многу комотно и без опасност да го следат она што се случува, но тоа е режисерски театарски концепт кој што е одбран токму за таа представа и идејата на режисерот како тоа да го реализира. Кога имаме ваква состојба, имагинацијата е незапирлива и неограничена. Сигурно да ќе се најде можност да ја промовираме и да ја реализираме нашата уметност, да го живееме нашиот сон и да го живееме нашиот живот, бидејќи нема сигурно да дозволиме една епидемија да ни оневозможи да постоиме. Затоа што во моментот кога актерот влегува во хибернација, кога не може да ја испраќа својата уметност, ние всушност не постоиме. А желбата да се биде, се разбира, е голема и ќе мора да се најдат одредени форми каде што ќе можеме преку својата уметност да го изразиме она што го поседуваме. Јас во моментов работам, се разбира, невозможно е да не се работи. Подготвувам една представа која што беше во план да се подготвува уште пред да влеземе во оваа состојба, така што мојот работен простор е мојот дом, кој што никогаш не сум го чувствувал како дом кој што не е и работен простор. Целиот мој живот, најголемата работа, јас работувам дома, кога се работи за анализа, подготовка или кога сме по време на илуминација, каде што се ги отвораме проблемите и каде што се обидуваме на хартија да го ставиме нашиот проект. Имаме еден авторски проект според Бекет, лентите на Крап. Тоа се надевам дека ќе биде интересно за публиката и сигурно ќе најдам начин како и во кој контекст ќе го ставам овој проект и Крап во кои околности и контексти ќе живее во време на COVID. Бидејќи овој проект е пред да почне епидемијата, многу е интересно како во мојата глава се менуваат контекстите за пристап кон самото дело. Во овој момент се менуваат и самите контексти, така што и возбудата е голема кога од една идеја почнува да се префрлува и наоѓа некои други решенија за реализација на самиот проект. Ви посакувам успех со представата и се надевам дека ќе имам шанса да ја погледнам во живо. Се разбира. Да, скоро. Следното прашање до вас е: која е улогата, значењето и функцијата на театарот во овие услови
во нашето општество? Па одамна театарот во нашето општество не ја извршува функцијата која што му е потребна, некако е ставен на маргините на системот, некои други нешта се многу поважни. Ние не успеавме да се наметнеме како неопходност во системот, за жал. Нема малку театарски работници во Македонија кои што можат малку поагресивно и посилно да действуваат на различни начини, се разбира, некои административно, некои уметнички, некои политички, но театарот е доста маргинализиран и како појава и како потреба. Имам чувство дека господата владетели не им е потребен театарот, не им е потребна културата, ставена на маргините и со нивниот однос и со ресурсите со кои што можат уметностите и културата да действуваат. Така што доколку не се промени нешто драстично во однос на враќање на позицијата на театарот, уметностите и културата воопшто во Македонија, постои опасност македонскиот народ да ја изгуби својата духовност, да влезе во одредена летаргија која што ќе биде и живот, кој што ќе биде базиран само на парите, само на сега, тука, на материјалното. И тоа е голема опасност кога човекот духовно ќе падне многу тешко, потоа било што ќе може да го крене или да го очовечи. Така. Како сметате дека би действувале големите театарски имиња од минатото кои што можеби ви инспирирале, мотивирале, имале на некој начин влијание во вашиот развој како актер? Како тие би действувале во овој 21 век со сите технички можности и дистракции што самиот век ги носи и во екот на оваа пандемија? Да, па не знам, веројатно секој ќе би действувал во однос на својот порив, на своите импулси. Не постои совршено време за действување. Најчесто, најголемите промени во театарот, во уметноста се случуваат во големи кризи. Колку е поголема кризата, толку е посилен ударот на уметноста врз системот во кој што живее, действува, суштествува. Мислам дека било кој, дали се работи за Станиславски, се работи за Чехов, или Молиер, или Шекспир, сигурно би действувал онака, како што треба да действува еден голем уметник, а тоа е да го слави животот. Затоа што театарот е ништо друго освен славење на животот. Така што мислам дека во овој период ќе се изродат уметници, односно ќе се појават одредени уметнички правци кои што и начини и техники на работа кои што ќе бидат адекватни за периодот во кој што живееме. Ова беше на некој начин и последното прашање до вас, но оставам простор доколку моите прашања не ги опфатија сите ваши размисли за оваа тематика, слободно да се доискажете или пак да испратите една порака до постпандемскиот театарски актер, доколку чувствувате потреба за тоа, се разбира. Јас благодарам за поканата и благодарам за размената на идеи и искуства во ова кратко време што го имавме. Драго ми е што една моја колешка се обидува некако различни мислења да стави на едно место. Тоа исто така е голем удел во славењето на уметноста и славењето на животот. Порака немам, се надевам дека ова чудо или ова чудовиште, овој монструм, оваа пандемија ќе помине колку што може побрзо, благодарение се разбира на нашата сериозност кон темата.
бидејќи темата пандемија е многу сериозна и треба да бидеме многу внимателни, треба да преживееме и треба колку што може поскоро да се вратиме на нашиот живот, да можеме да действуваме, да бидеме живи и да можеме да ја споделиме нашата духовност со гледачите. Туку нема. Ви благодарам многу уште еднаш, Георги, што бевте дел од овој серијал Разговори. Ви посакувам убав ден. Хвала многу, чао.